од четврто Б одделение да изведеме една скромна приредба во чест на празникот 8 март, денот, меѓународниот ден на жената, и со тоа сакам да ги представам вашите ученици со неколку точки. Кои точки ќе ги изведуваат истите и ученичка ќе го води одделението. Драги мајки, по повод вашиот најголем празник, ние учениците под раководство на нашата наставничка припремивме една скромна програма за да го одбележиме и да ви го честитаме празникот 8 март, меѓународниот ден на жената. Во програмата учествуваат сите ученици од нашето одделение и ќе ви се представиме со следните точки: реферат, хор, стихотворби, рецитали, дует, драми, текстови, ритмички вежби и народно оро. Драги мајки, ја започнуваме нашата програма. Химната Денес над Македонија, песна ќе ја исполнат сите ученици во хор. 3, 4. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Не плачи, Македонио, мајко мила, крени глава гордо високо. Старо, младо, машко и женско, на нозе се кренало. Старо, mlado, maško i žensko, na noze se krenalo. Od grobca nale slavnite junaci, na Kruševskata republika. Goce delče pitu guli, da me gruje sandanski. Goce delče pitu guli, da me gruje sandanski. Реферат «Жената некогаш и денес» ќе го прочита ученичката Билјана Стоилкова. Жената некогаш и денес. Од 1994 година, со која започнува нова деценија, деценија со која завршува овој век и започнува нов. И оваа година, како и секоја друга, славиме многу празници, меѓу кои е и празникот 8 март, меѓународниот ден на жената. Ако сакаме да дознаеме нешто повеќе, да го завртиме тркалото на историјата и да се вратиме во далечната 1928 година, кога на 8 март илјадници жени излегоа на плоштадот во градот Чикаго и бараат да бидат рамноправни со мажите, да бидат третирани како нив. Тие беа начело со Клара Цеткин и Роза Луксембург, кои се изборија за нивното право. Дотога жените седеа во домовите и водеа грижа за нивните деца. Но оттогаш, па наваму 66 години, жената стана равноправна со мажот. Застана рамо до рамо со нив и тргна на 8-часовно работно време, знаејќи дека дома нејзините деца нестрпливо ја чекат. Оттогаш жената почна да работи во рудници, фабрики, болници, училишта. Оттогаш наваму секоја жена го слави празникот 8 март, а секоја дете со букети црвени карамфили
и честита на својата мајка баба. Им го честитам празникот 8 март на сите жени од целиот свет. Нека ви е честит празникот 8 март. Рефератот го прочита ученичката Билјана Стоилкова. Првиот чекор стихотворба ќе рецитираат учениците Роберт Андонов, Елизавета Евтимова, Михаил Андрашковски, Натка Георгиева и Бранко Зафуковски. Првиот чекор. Дојди, сине, дојди на мама има златна птица со свилени крилца меки, ке ја пуштам, ке полета преку риде, преку реки. Ајде, сине, дојди на, еве јас до 3 ке бројам, 1 чекор, уште 2, птицата ќе биде твоја. Дојди, сине, дојди на, мама има звезда сјајна, како дрен звате цвете, ќе ја пуштам, која фате во стрцето ке му слете. Ајде, сине, дојди на, еве јас до 3 ке бројам, 1 чекор, уште 2, звездата ќе биде твоја. Дојди, сине, дојди на, мама има китки бели, сред нив гнето слаепе, кој брза да го фати и во сонта ке му гре. Дојди, сине, дојди на. За празникот на мама стихотворба ќе рецитираат учениците Тинче Митева, Драган Ангелов и Јани Стојанова. За празникот на мама. За празникот на мама сакам виножито да изставам околу вратот, сакам звезди да постелам по патот. За празникот на мама сакам многу сонца во дворот наш да светат. Сакам најубав слави в срце да излета. За празникот на мама сакам само насмевки во нашиот дом да трепкаат, сакам нашите срца љубов да шепкаат. Од љубовта на крилјата песна ќе исполнат сите ученици во хор. 3, 4. Златен сјај од очи патува, нема крај, што љубов ке не допре. Светот цел да биде буке цвеќе, прегрнат со раце влюбени, со песна ние можеме и светот да го скротиме на крилјата од љубовта. Уисонци кен зашени страх, елај да месиш врха, да биде светот лука волшебна. Сончев зрак низ магли доаѓа, солзи две од љубов ке се јават. Мирен сон и љубов посилна, острев нека биде наша порака. Со песна ние можеме и светот да го скротиме на крилјата од љубовта. Висоци кен зашени страх, елај да месиш врха, да биде светот лука волшебна. Да биде светот лука волшебна. Денес мама слави, текст ќе го прочита Елизавета Евтимова. Денес мама слави. Денес е 8 март. Тоа е празник на сите мајки. Празник е на работничката, на жената борец, на учителката. Нека им е честит празникот 8 март. Ние треба да им честитаме со букет и најблагне. Тие ќе бидат среќни кога ние ќе ги прегрнеме со своите рачиња. Секоја мајка го заслужува тоа. Свет без мама стихотворба ќе рецитираат Јасминка Грендева, Ани Стојанова и Катерина Рутева.
да биде без сонце, без цвеќе, без трева, без река. Светов би можел да биде без моли, без училиште, без тетатка, без гума. Светов би можел да биде без песна, без приказна, без казна. Само без едно не може Светов, не може да биде без мајка. Галениче, хумористична драма, во неја учествуваат мајка Нада Василева, Галениче Даниел Цветанов, другар Зоран Дејан Шарломан. Пазери, сине, пробај малку. Не сакам. А зошто не сакаш убаво на мама? Не сакам. Земи убаво мое, па да ми пораснеш. Не сакам да порасна. Добро, ако не сакаш да пораснеш, тогаш ќе останеш малчок син на мајка. Да, мачо, па после постојам да пијам млеко. Па тога земи пробаш, што си таков? Не сакам. Земи синче на мама, па да ми видиш војни конјани. Да, па да паднам од коња. Ик да паднеш, нема да паднеш. Ќе паднам, баш ќе паднам. Па добро сине, што си таков? Земи малку млеко. Знаеш дека е тоа очарена крава, од она што ја видовме вчера в село. Да, ти мене постојано ми даваш млеко од чарна крава. Па тоа е се едно сине. Уважен, здравна. Добро, еве го Зоран, па тој сето ќе го испие. Тој сака млеко. Ако не пијам млеко, Што е со? Тоа е млекото на Владо. Тој не сака да го пие. Земи го ти, испи го. нека го земе. Ох, ми го испи млекото. Нема да пораснам, нема да бидам коњаник, ниту ништо. Ох! За сите мајки на светот, рецитал во него ќе учествуваат учениците Каменчо Папчев, Митко Шарломанов, Драган Ангелов, Ани Стојанова и сите што го кажуваат рециталот. За сите мајки на светот. Што е ова што Марта го свети на плика, што разбуди појна птица да пее, да клика? Зошто денот светл блика и цвекенце прво никна, а потоа пусти цвет каков цвет, чуден цвет. Дал трепетка песна негде звони или мене тоа така ми се сони? Вистина е, песна дзуни, поотки се тоа струни. За кого ли пее, стихови собрал? За нашата мајка добра, за нашата мајка добра. Што ме така, еве и итам, на мајка ми празник да и честитам. Чекај малку, ајде запри, стој и не брзај, батко мој, ние нема да брзаме, нема да итаме. Ние заедно на сите мајки од светот ќе им честитаме. За сета топлина со топлина ќе им вратиме, за сите бакнежи со бакнежи ќе им позлатиме. За сите грижи, за сите нежности, за сите грижи и ноќи непреспиени, мајките заслужуваат со буките и цвеќиња да бидат завиени. За секое милост Боче, за секое корче, за секое ронче што го делела од устата своја, молам цвеќе со најлична боја. За тоа што најдобро ме воспитувала, што ме почитувала, што од срце се радувала, да станам човек и останувам должна до век. И должи ме за тоа што знае најубаво килими да ткае, Што знае со трамвај да ракува, лекови да пакува, облека да шие, што се грижи, здрави да смение. се што ќе направи со нејзината рака, нека биде позлатено, зашто тоа не може да биде платено. Зашто да си кажеме меѓу нас доверливо, тоа е навистина немерливо. На светот не постои вага или друга направа која ќе ја измери добрината твоја. Затоа ти си најубава. Затоа ти си најсакана. Затоа се радуваме на топлината во нашиот дом. Затоа болките полесно ги поднесуваме. Затоа, мајко, ти си генијална. Мајко, нека бидат благословени твоите златни раце, тие раце волшебства што прават, што мегалат така нежно, така меко и ко пебрувче ситно леко. Нека биде благословно твоето питомо око, тоа око што ни нуди мир и спокој.
Твоята насмевка што жари и бакнежът од пелена искрено што ни го дари. И твоето срце вечно нека биде, за да биде срекни да сме ние. За се што е добро, ти секогаш има слух, ветрина и дух, па затоа духот да те служи, прими букет ружи. За вас, мајки, сите цвеќиња се малку, тоа го знаеме сите, нема што да се крие, но затоа за вас најдобри цвеќиња сме ние. За секоја мајка најубаво цвете е нејзиното дете. За да бидеме цвеќина кои се убави на ке зрачат, кои навистина нешто за мајките ке значат, треба да бидеме добри, да бидеме послушни, да бидеме нешто повеќе од светот, зашто само тогаш нешто ке значиме за сите мајки од светот. Ајде да бидеме едноставни, искрени и честни, ајде да здружиме љубов со букети и песни и први да поитаме. На сите мајки празникот да им го честитаме. За празникот на мојата мајка стихотворба ќе рецитираат Роберт Андонов, Дејан Шарламанов, Бранко Зафуковски и Даниел Цветанов. За празникот на мојата мајка, да сум птица што трепери лесна, што извива крилја, силна радост. За празникот на мојата мајка би испеал една добра песна. Мила мамо, имај вечна младост. Да сум река што се пени бистра, би ја гала со своите води и со нежност братца би кажал: мила мамо, имај, биди вечна млада иста, благодарам мамо што ме роди. Да сум лева како зора јахто, да сум сонце бисери што точи, и тяле киткат верти бајни, да и светот ко небесни очи. Да сум уште што не би сакал и аладин од чудесни бајки, на љубава песна в срце носам, летни песна како птица лесна и поздрави ги во светот сите мајки. Мајка, слободен состав од ученичката Јасминка Грендева. Мајка, има на светот едно суштество кое знае да простува, знае секогаш волшебник да биде, насмевки да дели, секој нејзин збор ко сончев зрак да грее, тоа ако знаеме, тоа се нашите мајки. Нејзиниот збор мајка, составен со 5 златни букви, нанижани ко гедан, од кои добрина се точи, тоа за нас представува едно толку нежно цвеќе, кое не сакаме да го повредиме. Мајката со реширени раце е како цвеќе, со реширени лисја. Децата без мајка се како риба без вода. Мајката се би дала за своите деца, ние децата треба да им возвратиме со учење, послушност, букет цвеќе, со еден топол и нежен пакнеж, упатен со зборовите: мамо, имај вечна младост, со која таа ќе ни биде вечно благодарна и ќе ја има довербата во нас, дека навистина ја сакаме. Такви се нашите мајки. Сите мајки најмногу ги сакаме. Тие се ангел чувар и најдобар другар. Секогаш над нас деат и на љубави песни ни пеат. Најсека, најнежен и најубав свет, тоа е мајка. Срце стихотворба ќе рецитира Стојан Божинов. Срце, по срцето на мојата мајка и моето срце бие, кога нејзиното чукне так, од моето слуша птик. Нејзиното око е топло, како жолто сончево око, и во тоа топло око живее мојот лик. Мајка, стихотворба ќе рецитираат Митко Шарламанов, Елизабета Евтимова, Михаил Андрашковски, Катерина Рудева, Натка Ѓорѓиева, Никола Хаджистојанов и Јани Стојанов. Мајка, замолчите, не пречите, по улица жена оди, на челото со 3 бразди за 3 сина. За колета Андо Владо, проектно цвеќе младо, золтугине што го скина, со меч остари соган, не земева коламина. По улица мајка оди, со 2 очи, 2 кладенца сосем суви, источени солзи дрели, низ ода и пусти глуви, над постели празни
бели. Помогнете, пат правите, да помине мајка стара, таа може нас сите синовите да ги бара. Синовите да ги бара, во војната што ги прати, а ни еден од нив кај мајка не се врати. Запомнете, разкажете да се знае, ниту еден од трите сина и борбата ред своја има, се предите први гина. По години долги по илјада, а изгора некој дедо со внучето до печката пак ќе седи и приказна ваква стара ќе започне да му реди. Била една мајка, била една шедна мајка со 3 сина, по 3 джина, се јунаци лични стројни, но грабачи, орди диви, поробиле градови ниви, па фатиле пушки бојни, да ја бранат синовите и другата мајка нивна, таа мајка татковина. Улица мајка мине со плетена коса сива, запомни ја и ти сине, таа вечно ке е жива. Ибе Паликуќа драма во која учествуваат бабата Билјана Стоилкова, внуката Панче, синче Митева и Бериша, поточно Илија, Драган Ангел. Те молам, внучке, само пробај, па ако не ти се допадне, не мораш да го изедеш. Ти реков бабичке, дека не ми се јади. Еј, внучке моја, секогаш кога нешто убаво ќе сготвам, ти не кеш ниту да пробаш. Добро, ама само една лажица. Една, колку за проба. Вкусно е. Тогаш изеди ја. Бараше само да пробам. Барем мистерка и уште една лажица за мен. Еве една лажица за тебе, една за мама, една за тато, една за бато, една за мен до и јас, нема за мене. Веднаш, внучке, ќе ти донесам цела чинија за тебе. Нема да ја изедам, јас не сум основна мерка за тежина. Фанче, ти носам и леп. Не сум Фанче. Што рече? Тоа што го реков. Ништо не разбира. Јас сум Ибе Паликуќа. Боже, дете, што ти е? Што има со Ибе Паликуќа? Ибе Паликуќа. Ибе Паликуќа. Бабичке, па ти плачеш. Прости ми ако те навити. Не чедо, ти само ме подсети на мојата другарка и врсничка од детството. Другарка на Ибе Паликуќа, разкажува ми бабичке за тоа. Со Ибе бевме врснички. Сиромашката и таа да беше дене жива, би имала ваква немирна внука. Беше кертена оđа, мирна и тивка, но доста дружелюбива. Сакаше на секој да му помогне. Дојде војната и не одели од игрите. Таа им помагаше на илегалците во Дебар. Потоа замина во партизани. Во борбата 1 септемвриски ден, во близината и Мекничево, херојски загина Ибе Паликуќа, е народен херој. Јас сум Ибе Паликуќа. Ти си Фанче, го носиш името на најмладиот македонски херој Фана Кочовска. Дедо ти беше борен во истиот одар во кој се борела и Фана Кочовска. Многу ја ценел одлучноста и храброста на Фана, но за замањето на рудникот Слетово, Фана била ранета. Во таа борба бил ранет и дедо ти. Желба му беше неговата прва внучка да се вика Фана. Ајде бе Паликуќа, време е за напред на драмската секција. Веднаш, повели, дома додека се подгоди. Добар ден. Добар ден и голем пораз. Ова е Бериша, поточно Илија. Како Бериша, поточно Илија? Јас сум Илија. Многу од начинката што ја подготвуваме со драмската секција се викам Бериша, Фанче Ибе Паликуќа. Така. Ибе Паликуќа е главна личност. Таа се борела за нашата слобода. Треба со гордост да го спомнуваме нејзиното име. Илија, поточно Бериша. Баба ми била другарка на Ибе Паликуќа. Навистина баба. Да, деца мои. Бабо, повели да ни раскажеш на сите члени на драмската секција каква била Ибе Паликуќа и да видиш како ќе ги играме ние тие ликови. Со задоволство ќе дојде. Те љуба мамо мила, песна ќе исполнат сите ученици во хор. Во утра рани, штом зората руди, со топол шепот мама ме буди, над мене
стихотворба ќе рецитираат учениците Евче Стојанова, Каменчо Папчев и Билјана Стоилкова. Има едни очи. Има едни очи, живот што ми значат, тие кога солзат и мои ве плачат. Тие очи драги, тие очи сјајни, езера се бистри, под веки тајни. Пред нив кога стојам, во нив кога гледам, се побрзо растам, се повеќе вредам. Учителке песна ќе рецитира Никола Хаџистојанов. Учителке, драга ја тебе, многу те сакам. Со букви ме учиш, јас да немам мака. Ме учиш да пишувам, да читам и да пеам, весел да бидам, секогаш да се смеам. 8 март стихотворба ќе рецитираат учениците Натка Ѓоргиева, Стојан Божинов и Елизавета Евтимова. 8 март е празник кој пристигна веќе. Побрзате, деца, наберете цвеќе. 8 март е празник на мајката мила, таа за нас добра од секогаш била. Нашата мајка била борбена и смела, затоа е цената во земјата цела. Мајка песна ќе исполнат сите ученици во хор. Мајко мила, мајко драга, ти си златен сончев сјај, вечно добра, вечно драга, како букав месец мај. Твојте хорој, мајко мила, јас ги слушам секој час. Ти ми даваш полет сила, добра си за сите нас. Ти си мајко, свеќе лично, срце мое што ми цвета. Биди здрава, биди среќна, уште многу, многу лета. Ти си мајко, свеќе лично, срце мое што ми цвета. Биди здрава, биди среќна, уште многу, многу лета. За сите мајки на светот, рецитал во него учествуваат учениците Елизавета Евтимова, Натка Ѓоргиева, Ани Стојанова, Дејан Шарламанов, Нада Василева, Михаил Андрашковски, Каменчо Папчев, Катерина Рудева, Бранко Зафуковски, Стојан Божинов, Елизавета Евтимова и сите ученици. За сите мајки на светот, другарчиња, ајде да си позборуваме, ајде да си раскажуваме се што знаеме за мајките наши. Еве, мојата мајка е најубава мајка на светот, а какви се мајките ваши? И мојата, и мојата, и мојата. За секое дете неговата мајка е најубава на светот. Мојата мајчица мила, убави приказки знае, а песнички кога пее, лицето в радости сјае. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот, чудесни приказни реди, песнички убави пее за своето сакано дете. Мама ме бане, ме мие, ногти ми сече, ми чесла коса, облека чиста ми дава, ме гали и вели, сега ми светкаш хутринска роса. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот се грижи чисто да биде нејзиното сакано дете. Кој сака колачиња благи, да дојде кај мојата мама, колачиња пити и торти, знае да ме се сама. И мојата, и
станчиња и престилчиња, навечер мене ми шие. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот сака да шие за своето дете. А мојата мама знае капа и шалче да сплете и оваа плетен блуза. Еве, погледате. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот капа, шалче и блуза знае да сплете. Кога не слушам, мама е тажна, нажалена вели бака. Постари треба да слушаш, па секој ке те сака. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот сака да е умно незиното дете. Ја седнавте многу болна, од болка рано плаче. Јас видов тогаш мама над мене како плаче. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот грижна е кога е болно незиното сакано дете. Еднаш трча ми падал, на крв ми тече, мама ме изми и ме бакна. Ке поме, не плаче се, малечок мој ми река. И мојата, и мојата, и мојата, сите мајки на светот кога бакнуваат, минува болката. Мојата мајка најрано станува, работи дома и на работа оди, затоа мене секој утро по градинкава ме води. И мојата, и мојата, и мојата, секоја мајка на светот додека работи сака, безгрижно да си игра нејзиното дете. А навечер кога седнува, мама нежно ме гали, а јас цврсто ја гушнувам со овие рачиња мали. И јас, и јас, и јас, секоја мајка на светот многу е радосна кога ја гали и гушка нејзиното сакано дете. На мојата мајка стихотворба ќе рецитира Митко Шарламанов, Нада Василева, Роберт Антонов, Јасминка Грендева и Даниел Цветанов. На мојата мајка, твојата мисла мајко, живот што ме води, многу ти благодарам, мила што ме роди. Твојот лико сонце ме топли и гре, гласот како слави, наутро ми пее. Кротка си ко срна, нежна како свила, напад ти ми личиш на планинска вила. Како цвеќе сјајни се твоите очи, од нитењено ке добрина се точи. Волична си мајко од дулиот светот, нема ништо помило од тебе на светот. Празникот на мама стихотворба ќе рецитираат ученичките Милијана Стоилкова, Тинче Митева и Евча Стојанов. Празникот на мама. Утре е светол ден, денот 8 март, мајка ми ќе биде срекна